Претениче, денеска сте во центарот на Велес, за каква тоа активност станува збор? Па така, денес ова е дел од караванот кој што го организира парламентарниот институт, кој што се нарекува Ваш пратеник или Собрание за граѓаните, и денес имаат граѓаните на општина Велес можност да се видиме, да искомуницираме, да поразговараме малку околу проблемите со кои што се соочуваат нормално и да ни понудат некои решенија за нивните проблеми, а и ние тука да видиме колку можеме и каде можеме да се најдеме, нели нормално да бидеме во функција на граѓаните, како што ни е примарната цел. А ова е настан за директна комуникација, веќе помина 1 час. Так. Пристигна некое конкретно барање од страна на велешани? Па видете, ние на оние средби кои што ги имаме во нашите канцеларии за средби со граѓаните, најголемиот процент од нив се во однос на лични проблеми за вработување, за пензии, за иселување на младите и така натаму. И реално многу мал дел и таму и тука пристигнуваат некои барања. Конкретно денес до мене само едно барање пристигна кое што е конкретно во однос на некакви законски измени кои што ги предлагаат некои од граѓаните. Останатиот дел се нели да видиме онаму лично каде што може да се помогне, бидејќи навистина народот е во една тешка апатија, во една тешка ситуација каде што се борат со економски кризи, со енергетска криза и секој гледа нели нормално да крпи крај со крај за да може да брза зимата. Ги потенциравте двете најсуштествени прашања или барем она економската криза, што може пратеник да направи за своите сограѓани? Па видете, јас еве и вчера конкретно зборував во собранието на пленарна седница точно на овој дел во однос на мерките. Ние како опозиција, јас сум потписник на еден на сите закони практично кои што се однесуваат на економските мерки, затоа што сум дел од тој тим. Гледаме да можеме да алоцираме некои средства од буџетот кои што се непродуктивни трошоци, се наменат директно кон граѓаните преку разни видови на помош, посебно преку социјалната заштита, за да можат овие најранливи категории да имаат еден достоинствен живот и, како што кажав, примарно да ја поминат зимата. Како пратеници можеме да помогнеме, меѓутоа тука до израз доаѓа волјата на мнозинството. Секогаш ние сме во моментов, за жал, дел од опозицијата и сме најголема политичка партија во Република Македонија, меѓутоа она што е наше како предлог многу ретко се реализира од страна на мнозинството и од страна на извршната власт. Доколку ќе бидете тука? Денес сме до 15 часот, предвидено до 15. Благодарам. Благодарам.